Ацо? Ацо бе? Бе, дајте му прозбури ме, Ацо. Не ме провоцирај, човече. Ке не собере полиција, човече. Како сега, предизборен молке. И ништо не разбираш. Ти сериозен си? Ацо бе? Режи, ај гасете не од овде. Лека ноќ, почитувана публико. Ова се вчерашни новости со Јелена, Александар, Гордана, Стево и Река. Така е, колега. И додека некој во моментов број гласови, вие може да се опуштите на вашите гарнитури наместени во Г или П форма и да бидете чекор за ците. Останете со нас да видите како помина овој избирачки ден. Вчерашни на терен. Како помина првиот круг на председателските избори. Ексклузивно, нови поставки во Музеот на политичка уметност. Знаете, многу ветија не сторија. Вчерашни историја. Еден човек на маргините на гласањето. Заокружи, стави. Заокружи, стави. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All-inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Борбата за престол во Кингс Лендинг и во Северна Македонија е во пикот на екот на кулминацијата на моментот пред решавачките мигови. Кој ќе седне на железниот престол, а кој ќе го паркира својот глутеус максимус наводно, ќе дознаеме наскоро. Додека дик број ливчиња да поразговараме со експертот за политика, стратегија, екзотични миленичиња и случајниот потпалувач на трска околу струга Дени Ти. Како сте, мајко на змаеви и змејови? Супер сме, еве сме тука во родно Струшко, бевме пари за викендо со децата, топ си помиравме, супер. Како пројде гласањето во родно Струшко, Дени? Па, ноќта е долга и полна со терори, ама за некои кандидати што нема да влезат во втор круг и за локалните овчари. Драган! Овцата слезија! Значи, извинете, може да продолжиме? Да, секако може, повелете. Чекај малце. Драган, значи спушти овцата! Спушти овцата! Добро. И извинете, значи Имаше некакви инциденти? Имаше на некој беше се скрши една кутија. Што се случило? Драган му се запали, му се скрши една кутија и дојде чистачка и се изчисти, се окей, се окей. Дали може да се исклучиме, пошто морам да ги вакцинирам Драган и Столе. Океј, секако, Дени. А ние продолжуваме со вчерашни. Мора тој дечко кој се црта внук, што и да е. Значи, како? На Дени? Маци бе, многу мале шубето до пола нема ти дојде тебе, мислам. А за машко е окей, ако женската му е до пола, тоа е добро.
До пупак да му е! Шовинизам! Прв пат после 30 години независност, партиите го посетија Мариовско Старавина и таму ништо повеќе нема да биде исто. Да погледнеме. Инциденти, танзи и неизвестност. Ваква е ситуацијата во село Старавина, на коему се заканва граѓанска војна, откако 5 мештани што живеат таму решија да пробат во политиката и се зачленија во 5 различни партии. Нови членови добија партите ДПМН, СДСМ, СПМ и Достоинство, додека самиот член на Левица веќе се поделил на 2 фракции. А сега продолжуваме со изборниот блок каде што ќе известуваме од гласачките места низ Републиката. На линку имаме Вито кој ќе ни каже како помина гласањето во Виница. Ува Ландово сум. Ти благодариме, Вито. Што го форсира овој Вито бе цело време? Човекот нема појма каде е. Ја чув дека му е роднина на Бранко. That explains everything. А ние продолжуваме со вчерашни. Во Дојран на западот, Охрид, почна да се случува еден интересен феноменомен. Имено во заштитената зона во градот почнаа да никнуваат објекти. Како што велат од општина Охрид, тие не знаат кој го гради овој објект и велат дека во градот се почесто се појавуваат мистериозни инвеститори кои градат без дозвола и каде што сакаат. Од таму распишаа потерница за непознат инвеститор, а ќе почекаат да видат што ќе изгради непознатиот инвеститор и кој ќе му дојде на отворање, па можеби така ќе го лоцираат. Општината апелира, доколку некој граѓанин има каква било информација за непознатиот инвеститор, да молчи, да молчи. Но не за сите изборите донесоа радост. Извини, Ецо, молим те, а за кого воопшто донесоа радост? Сполајте, Јацо. За сите, затоа што еден ден ќе завршат. Како и да е, има група на луѓе кои на секое гласање доживуваат трауми од минатото. Ова е нивната тажна приказна. Некогаш граѓани на најтесниот центар на Скопје, а сега оставени на маргините на општеството. И то не на своето општество, туку на општеството на туѓа земја. Така живеат овие луѓе, а ова е нивната приказна. Се наоѓаме во село Пустец, Албанија. Ова село е со најголем број на иселеници од улицата Максим Горки по глава на жител во диаспората по метар квадратен. Со нас е Нико Петре. Како живеете, господине Нико? Тешко, многу тешко. Значи, поминаа години како не сме веќе на улица Максим Ѓоргија и сите не заборавија. Не заборавија и од власта, не заборавија и од опозицијата. Се осеќам искористени. Нико е само еден од многуте професионални гласачи во Пустец. Професија која изгледа замина во историјата. Сепак тие не дозволуваат традицијата да падне во заборав. На минатите избори, значи, имаше паричка. И на синот му купив патики и од кутијата што остана од патиките направивме гласачка кутија. И вежбаме унејзе ставање ливчиње за окружи, стави. А што ви недостига најмногу? Што ви недостига најмногу? Се ни недостига. Значи, војнот на конј. Се сликавме таму убаво, фамилиарно. Не шета во Тетово, таму гласавме, таму да. Бевме и у Дебар, па таму гласавме после и у Дебар. А дали... И имаше и пушта и музика. Ке си запеевме, каде сте, Македончиња, каде сте, кај отидов. А дали мислите дека ова професија може да заживее повторно? Други времиња се сега, овие сега со апликации некои, со Инстаграм, Твитер, тоа ние не разбираме тоа. И не знам колку ќе се снајдеме, ама ете,
го напуштаме Нико и неговото семејство со горчина во душата. Што би рекла една народна песна, која кога и дае, ќе ја препеат next time. Туѓината пуста да остане. Аба, оти мене ме снимаш, ова за офо е. Земи Никото сними го, реакција од него. Ако сакаш Нико да пуштиш една солза за горчината, па убаво ќе изгледа. Ке пробам, ај. Чекај, кај да излезам од кадарот. Ти благодарам. Тоа беше нашиот дописник од Пустец Мендер. А ние продолжуваме со вчерашни. Ова е еден легендарен експонат, изјавен на 15 септември. Како пројдоа изборите во Паланечко? Ако може само слушалките ми дадеш. Ке ни каже колегата Дивјаков. Целиот свет се солидаризираше со пожарот во Нотр-Дам. Многумина ветија парични донации за катедралата да се обнови во стариот сјај, а не изостана и помошта од македонскиот народ. Ратино доби помошно црево од општина Битола. Во знак на солидарност со општина Париз реши да го донира истото помошно црево за војднина да се спречат други вакви трагедии. Не дај Боже, еден ден ова може да му се случи со Лувр, Ајфеловата кула или кривата кула во Пиза, изјави председателот на местната заедница Ротино, кој изрази надеж дека Нотр-Дам ќе биде забрзо повторно изграден, за да можат македонските апсолвенти на екскурзија да се сликат пред катедралата по тренерки. А општина Ротино не е единствената општина во која прелеваат капиталните инвестиции во оваа галопирачка економија, која е на пат да ја изеде германската, па и кинеската економија. Спортската сала Билјанин извори доби правосмукалка. Честитки до салата веќе пристигнаа од председателот на САД Доналд Трамп, францускиот председател Макрон, кинескиот Кси Џипинг, а според политичките експерти, Меркел одбива да честита поради завист затоа што нема таква правосмугалка. Оваа правосмугалка не само што чисти, туку може да полира паркет и ламинат. Со таа станува една од најсовремените правосмугалки во овој дел од универзумот. Па и за машина за миење садови да се исчекаме. Честито! Владата почнува со обнова на својот рейтинг и нарушен кредибилитет. Да не претеруваме, Ецо. Како што вети владата, таа ќе помогне со обнови во опожажарената катедрала Нотр-Дам во Париз, за да можат македонските студенти кои се на апсолвентска екскурзија повторно пред неа да се сликаат по тренерки за на Инстаграм. Така, студио ќе зборуваме со еден од најзасегнатите, односно најзасегнатиот човек по она кое што се случи во Нотр-Дам, секако после македонската интернет заедница, со Квазимодо. Коме ву сантеву? Ќе зборуваме на француските, односно тој ќе зборува, јас разбирам се перфектно, вие ќе читате долу на малите екрани. Коме ву сантеву? Не, нема влезаме внатре се изгорено, никако не може. Но, вакво, што сакав? Аха, зашто сте во Македонија? И поштата? Аха, не, нема влезам изгорено, значи се договоривме за тоа. Ќе посакам македонските граѓани да бидат исто хумани како и ние тука и да му помогнеме на овој човек кој што заслужил максимално. Дали ќе му донираме стар мебел, стара есмералда, конзервирана храна, што и да е, само да му помогнеме. Важи? Окей, très bien.
Baš ti slatko. Среќна вест! Центарот на град Скопје конечно доби прикладно барокно јавно веце во склад со амбиентот и атмосферата на градскиот плоштад. Добри вести за сите што ги стегнало додека шетале на плоштад. Именно барокниот летниковец за кој беа потрошени 350.000 евра во 2014 година, а служеше само за сликање на млади брачни парови и печење хот-дози и што знам не, конечно доби вистинска комерцијална вредност. Според првите задоволни корисници, вецето нуди уникатно олеснувачко искуство, затоа што погледот на проектот Скопје 2014 е своевиден лаксатив, кој многу им помогнал за полесно изфрлање во вишокот на килограми. Полицијата во Тетово и Гостивар откри многу неправилности во превозот на ученици. Имено комбињата со кои тие се превезуваат се преоптоварени, но тоа не е се. Покрај тоа што учениците се возат во претоварени комбиња, тие комбиња се управувани од возачи кои немаат возачка дозвола. Како што велат превозниците, ова е само еден нивен мал тест за учениците кои сакат да ги научат на септичко размислување, да не се качват во кое ќе стигнат комбе, но за жал сите ученици паднале на тој тест. Еден од возачите кратко ни изјави дека иако нема возачка, вози човекот, а не возачката. А сега, она што сите го очекуваат. Што е тоа, Вејцо? Ахахахахаха, вестите кои ќе не насмеат во вакви предизборни денови. Не те разбирам, ама продолжи. ДИК потенцираа дека гласањето денес поминало мирно и тајно и додадоа дека гласањето било толку тајно што некои граѓани ни самите не се свесни дека гласале. Во Грција поставен споменик на Александар Македонски од 3 метри. Тоа не е споменик од 3 метри, тоа е сувенир за нашиот. Агенцијата за млади и спорт најави нов проект Младинска картичка со попусти за сите помеѓу 15 и 29 години, со цел да ги задржи младите во Македонија. И што е тука смешно? Па се плашам каква картица ќе измисли Агенцијата за иселеништво. А Агенцијата за стокови резерви? А Агенцијата за одевување на прилози, односно режија, нека не скинат сега. А сега се вклучуваме директно кај река, да видиме како таму течеа изворите. Е многу смешно. Според неофицијалните информации на ДИК, реката пресуши уште во првиот круг. Но сепак не се исклучува можноста за вториот круг реката повторно да надојде и неверојатно да се влее во некоја друга река и да го смени течението на изборите од другиот круг. А ние одиме со други вести. Неодамна пред изборите се отвори еден нов музеј за кој не сум сигурна дали е на илузии или пак од историски тип. Ланчо, ќе можеш да ми кажеш од каков тип е музеот? За што се работи? Да, така е, студио, се наоѓаме во музеот на неостварени изборни ветувања. Нешто повеќе околу сето тоа ќе ни објасни кустосот. Едно прашање само, вие имате завршено вашето образование, го имате завршено во Париз, ако не се лажам. Никако не се лажете, баш тоа и сакав да го спомнам за Париз. Да, кога ја запознав својата сопруга во Париз, јас уште во тој момент градот ми даде една надеж дека јас ќе се бавам со уметност и
Да не должиме многу, не сакам за Париз многу да говорам, да почнеме со експонатите. Видете, многумина мислат и се во заблуда дека неостварените политички ветувања датираат само од независна Република Македонија. Овој артефакт всушност го докажува спротивното, но да продолжиме со другиот експонат. Знаете, многу ветија не сторија. Еве, политичарите обично ветуваат пари, но овој малку претера, нели? Баш вау. Не е само едно вау, него неколку пати вау. Ова е еден легендарен експонат, изјавен на 15 септември, кога тогашниот кандидат вети дека секое семејство ќе има барем по еден вработен член. Да продолжиме. Ама чекайте, значи ова ви е ветено и исполнето, не разбирам. Како мислиш ветено и исполнето? Па вие, значи имате по еден вработен у Германија, на Малта, Шведска, на Брод, у Париз. Кога сум кај Париз, сакав да ви кажам дека тој град... Да продолжиме понатаму, друг пат. Да продолжиме понатаму. Јас имам и емисија од 11. Не смеам да закаснам, Ланчо, тоа е една интерактивна емисија. Веќе сме во современо време и ова се најмодерните експонати, најсвежите од оваа музејска галерија која што ја гледаме тука, тоа се ветените 500 евра плата и непроменувањето на името. Да појдеме до соседната просторија над зидот на великаните, да ти ја покажам. Имате таква просторија? Имаме последниот артефакт за овој музеј. Ник суриедни. Мис кога да тука? Извини, Ланчо, ово е тој експонат или овој простор и оваа рамка се зачувува за сите ветувања од овие избори што траат во моментов. Значи све што ќе се вети, ќе се вметне во овој наш мал музеј, на овој зид на великаните. Да, ма чекайте, ако вие све вметнете што е ветено и што е спомнато само, значи вие нема да имате простор, ќе треба да се проширите. Да, малку е мало, но види, Ланчо, ние имаме еден грант што ни го вети. Не, значи добро, чим е грант нема да го добиете сигурно, чим би го ветили. Ке го добиеме затоа што ние во Париз. Те молам прекини, чекај, нели треба на емисија да идеш? Леле, да, на емисија сум од 11. Чекај со пругата да ја соберам. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, значи оваа атракција ќе продолжи да расте и да биде посетувана од луѓето. Студио? Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнис администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Art of Catering – организација и комплетна логистика на деловни, VIP и приватни настани. Безпрекорна услуга, функционална опрема по светски стандарди, врвни кулинарски специјалитети. Обратете се и опуштете се. Art of Catering. Стинг на градски, како лек за Македонија. Avalon Production. Како бе? Драги гледачи, од режија добив една тажна вест. Денес, за жал, нема да уживаме во мудростите на Путец, кој е заминат на гласање. Но затоа во берберницата се наоѓа неговата верна сенка,
Човекот кој учи од неговата гениалност и кој е секогаш во чекор со модните трендови на денешницата. Да го чуеме чиракот на путец, наречен Путе. Сакаш да ти ставам вазелинче малце на главата, пошто ја не знам со ова пената. Пошто ја користам за се вазелин, зашо се плашиш? Сега ќе виши какво музиче сум ти спремил, како беше тоа? Знаеш каков ќе те направаме, маци, ќе искочиш у вок, знаеш ли што е вок? Таба. Не е таба, бе, чече списание. Значи, кажи ми, си бил ти у Париз? Како не си бил у Париз, чече? Тоа ти е градот на светлината, градот на модата, дали ме разбираш? Значи, таму имаш, не знаеш какви работи, таму идат за љубените, човече. Значи, не сум бил ни ја, искрено. Значи, биди миреме, зашо си толку уплашен? Ме потсеќаш на Ној Асанж. Го видели? Значи, влезе човекот како Камбербач таму и се како Ратко Младич, човече, го видели каков е. Чекај, полека. Значи, ќе почнам полека, не ми мрдај. Што направивте, бе? Што направивте, бе? Бе, мали, бе. Абе, 100 пати сум ти рекол да не ставаш од тоа вазелинот, бе, после ти бега тоа ножицата и гледаš со тоа си го исекол се овдека. Аман, бре, што е ова? 5 минути не може човек на гласање да отиде. Дај сега да ти шлапам тука пред муштеријата. Ајде, иди тамо у киоск, донеси хамбургери, ти не си за да текриш. Аман, што те направи? Шефе, мене ми се лоши од крв, не ми викај. Се лоши, ти кажам фино. Ништо па ти шо е ова, чекай да има. Види како си сега. Ништо да не се секираш сега ти. Така бе, ова нема. Аман бе, кај си по смрт да те пратам, ќе се изнаживее човек. Па шефе, шо ме тераш да идам кој има деливери? Шо ако има деливери, кидеш тамо, шо помноца си удуќен поише штета прешто, глеј. Ми ги закла овие муштерииве тука. Дај пешкира, ајде. Не се кире ништо ти. Глеј сега. Види га бе, као Лени Кравиц сум те направил бе. На 3 мај можеш место него да пееш. Ај шибај, не треба ништо. Уствари 80 денара само ќе платиш, пошто крв даеше денеска, поевтино ќе предеш. Ај, дај друго дете. Тоа беше се. Гледајте не на njenjenja.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела по старо време, 19 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија. Сега сте чекор за сите. Така и Елена. Добро утро на сите, освен на тие што мислат дека е важно да се учествува и на председателски избори. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Не останувајте така и од мене. Бе, како сум те направил бе, као куглата на Клеопатра си, види. Може будучност на тебе сега. Сега, гледаш, што ти реков ја, победива нашите на ова? Нашите? А следниот пут кој? На талат ке му честитаме, бе, море. Ајде, бе. И кажам ја фино. Што е, ајде, сечи, гледаш, отидеш пицата.